Појавата на влага на таванот и подзидовите е прв сигнал дека постои проблем со покривот, односно со покривната хидроизолација, нејзнина дотраеност или неквалитетна изведба. За да се преземе било каква активност, потребно е да се утврди фактичката состојба од стручно лице. Проблемот со прокиснување на покривот најчесто се случува во постарите колективни стамбени згради, бидејќи честопати станарите не успеваат да се договорат околу поделбата на трошоците за санирање на покривот. Станарите треба заеднички да учествуваат во одржување на зградата во која живеат. Во спротивно, доколку сопствениците на станови во зградата не може да се договорат околу висината на сразмерните трошоци, поправката може да изврши еден станар на сметка на другите, но висината на сразмерните трошоци ја одредува судот. Кога има засилени дождови, може да предизвикаат непријатности кај станарите кои што живеат во зградата во која што покривот пропушта вода. Покривот е заеднички дел од зградата за колективно домување, па законските одредби, од кои што произлегува заедничката обврска за сите станари, преку заедницата на сопственици или преку управителот, е да го одржуваат покривот на зградата. Како што информираат од адвокатската канцеларија Коневски, согласно член 6 став 2 од Законот за домување, заеднички градежни елементи во стамбените згради и стамбените објекти за посебни намени се темелите, носечките ѕидови и конструкциите, таваните, покривот, фасадата, оџаците, цевките за вентилација, светлосните прозорски стакла, отвори за лифтови и други слични конструкции. Согласно член 10 став 1 и 2, управувањето со стамбени згради, меѓу другото, подразбира и одржување и зачувување на заедничките делови на стамбената зграда. Работите на управување може да ги врши управител или заедница на сопственици, од што произлегува дека обврската за заедничко одржување на заедничките делови од зградата од станарите е пренесена на заедницата на сопственици или на управителот, па истите имаат обврска, меѓу другото, да се грижат и за одржување на покривот на зградата. Од адвокатската канцеларија Коневски истакнуваат дека доколку дојде до настанување на штета од неисполнување на обврските за одржување и зачувување на заедничките делови на стамбената зграда од страна на управителот или заедницата на сопственици, истите ќе мора да ја надоместат со соодветна постапка. Тековното одржување на зградата е регулирано согласно член 41 од Законот за домување. Доколку некој од станарите не плаќаат за одржување на зградата, куќниот совет може да поднесе тужба за присилна наплата на тековното и инвестиционото одржување на зградата.